ти си правиш тоа што правиш. Така што ми се стори логично да тука помогнам. Не знаев колку тешко ќе биде сето тоа. Бевте ли малку исплашен пред сите што ја чекаат? Како не бев исплашен. Стравот е поинаков, не е стравот толку личен за себе. Оти да е стравот личен, ќе останеш во Америка, нели? Пред се одговорноста тоа е голема. Одговорноста е голема. Токму тоа, тој збор. Но кога веќе го прифатив тоа, она што ме порази беше страутната неодговорност на околината околу мене, на поведението на луѓето. И тука не бев сигурен дали можам јас тоа да го изнесам. И на крајот направив така што во Министерството се обкружив само со неколку, 3-4 луѓе, оти немаше време да се реформира институцијата и што ја знам. Иако тоа го почнав паралелно со нова шема за Министерството, но се обкружив со неколку луѓе за кои што знаев дека ако им го дадам писмото, тоа ќе биде испратено, нема да биде изгубено, нема. Тоа беа чудни времиња. Во тие моменти, подготвувајќи се за ова интервју, се распрашав малку меѓу луѓе што ги познаваат тие случувања, тие ми кажаа дека тоаш улогата на председател Григоров била голема во надворешната политика. Вие сте биле фактички двајца соработници, заедно сте... Така. Вака беше. Надворешната политика воопшто не беше во владата. Значи, јас не се сеќавам да сме дебатирале за една тема од областа на надворешната политика во владата на Никола Кљусев прво и една година во владата на Црвенковски. Надворешната политика беше, да не речам, one man band. Глигоров беше, или two man band, нека биде. И вие? И јас. Кога требаше да... Но што беше добро во целава ситуација? Добро беше следно, што кога се виде дека председателите на републиките не можат да ги разрешат внатрешните проблеми на Југославија, Европската унија организираше конференција за Југославија. И одеднаш на таа платформа висока се искачија председателите и министрите на републиките со своите тези, со своите ставови. Фактот дека немавме дипломатија, фактот дека имавме министерство со 3-40 вработени, вклучувајќи ги хигиеничарките и све останато, одеднаш се намали пред можноста да настапиш на големата сцена. На таа сцена требаше да се настапи со став. Која е позицијата на Македонија? Со председателот разговаравме за тоа. Договорот беше јас да напишам хартија на која ќе изложам позицијата на Македонија. Тоа веќе го има направено непосредно пред тоа словенците и хрватите. И се сеќавам, тоа беше август 91 година, токму во оваа соба на 32-3 степени навечер овде, без air condition, седев и го направив тој документ кој излезе како документ на Министерството и кој што го испративме до конференцијата за Југославија. Тогаш имено ја дефинирав јас позицијата на Македонија со поддршка на председателот. Меѓутоа, тоа никогаш не беа директиви. Председателот слушаше што јас имам да кажам и потоа велеше да. Во 100% случаи до последниот кога морав да напуштам, али тоа се случи 2 години подоцна. Во тие моменти председател на председател беше Ључо Илиевски. Беше известно време, па потоа поднесе остав. Дали имаше тоа некој влијание, дали се консултираше со вас за надворешната политика? Не, еднаш само се сретнавме. Она што видов еден многу млад човек кој што беше полн со екзалтација за мисијата, за моментот и така натаму. Дали ви изненадува неговата зрелост, на многу млади години? Тој тогаш имаше 26? Тој признава дека не бил зрел, бидејќи признава дека
погрешно проценил две работи, за албанците и за грците. Тоа се двете работи. Тоа се значи и домашната политика е погрешно и надворешната политика. А која политика вие со Григоров е погрешивте? Што беше нашата политика? Нашата политика беше да се дефинира македонската позиција како она што на луѓе им изгледаше нешто помеѓу, што не можеа да разбера дека е автентична позиција. Ние го осудувавме сецесионизмот на националистите во Хрватска и во Словенија, како политика која вели ние граничиме со Австрија, си одиме, ве оставаме вас, нема потреба да размислуваме, нели? Понатаму за иднината ваша. Ние го осудувавме подеднакво централизмот на Белград, кој што не можеше да разбере дека со новата содржина со која што беа исполнети политичка овие 6 републики, центарот мора да попушти. Дека мора да се оди кон некоја форма, кога се види дека не може да се реформира федерацијата, дека мора да се оди кон некоја конфедеративна форма или некаков сојуз на суверени држави. И подеднакво бевме принципиелни и кон едната точка и за другата точка. Она што се случи на крајот од конференцијата е дека тој документ беше предложен на подпис. Нашиот документ разработен од страна на Европската Унија беше предложен на подпис, се разбира. Милошевиќ одби како генерален заклучок на конференцијата. Милошевиќ тогаш одби да го подпише, конференцијата пропадна. Но во меѓувреме ние овде наидувавме на едно огромно неразбирање за таа позиција. Според мои проценки тоа беше во најдобра одбрана на интересите на Македонија. Значи, наш интерес не беше да се сјуриме со Словенија или со Хрватска, туку да внимаваме собствениот интерес да го афирмираме, прво, да не влеземе во војна, како што тие го направија, и на мирен начин да оствариме независност. Двете работи ги постигнавме. Тоа по сите критериуми би требало да биде голем успех, ама не. Емоциите национални 20 години подоцна зборуваат практично лаги. Сега се случува, нема месец дена, во Дневник интервју со Кучан и со Месич. Ги прашуваат: ете вие кога прогласивте независност, малку така со наводаџиски некако, а Македонија тоа не и така натаму не го направи. И едниот и другиот, и Кучан и Месич, разумни луѓе, велат: Македонија си ги бранеше своите интереси. Оти во интерес на Хрватска ќе беше да се отвореше војна тука. Во интерес на Словенија ќе беше. Имаше и тука идеи да се обиколат касарните, да се сече струја, вода и така натаму. Тоа беше било погубно за нас. И тоа од тогаш наваму не можеше да се прости. И една работа сега ќе искористам да кажам, која исто така се влече 20 години, дека некој мене ме слушнал како сум рекол во парламентот: независна Македонија само преку мене мртов. И тоа се повторува, милион пати. Тоа е една ноторна лага. Јас имам слушното во следната верзија: Југославија само без мене. Не разбирам ништо од тоа. Значи, тоа е една ноторна измама. Вие никогаш не сте тоа изјава? Каква изјава всушност сум дал? Тоа може би во парламентот се вртело по... Па добило друга форма. Па друга форма низ овие парламентарни, да не речам за фраканци, одговорница, кај што неодговорно се зборува. Во едно интервју за Пулс тука, им ја објаснив позицијата на новинарите и реков: или нашата позиција е
не сепаратизам, не унитаризам, да најдеме еден среден пат кој што нема да не вовлече во војна, ќе се избегне војната во Југославија. Оти кој гледа, како можеме равнодушно да гледаме на 200.000 убиени? Да. Кои се тоа, некои тамо босанци, некои тоа не сме ние? Како можеме равнодушно да гледаме на Сребреница? Тоа не сме ние, демек. Што ни е гајле? Нешто што можеше и нам да ни се случи, се разбира. Така што јас им реков дека ние внимателно мораме настаните да ги следиме. Во наш интерес е да се сочуваат некои форми на соработка со поранешните југословенски држави и од областа на економијата, криминалот, културата и така натаму. И внимателно да изведеме таа операција на раздружување или дисолуција на земјата, што нужно значеше да не се поддржуваат овие сецесионистички и брзи решенија. На тоа новинарското прашање беше: а вие не сте значи за ова? Ја реков, за тоа има и други министри, може друг министер. Али без мене. Еве, тоа е. Но оваа политика која што донесе... Че се вади од контекст и се прави од вас Југословен, Срб... Не знам што се прави. Поред, ќе продолжи разговорот. Почитуваме гледачи, останете со нас. Ќе направиме една мала пауза за реклами.